Да почнеме, ако и се приклучи, се приклучи. 10:30, така? Почитувани, добар ден, Миртита, добро дојдовте. Јас сум Фатмира Айдари од Детска амбасада Мијеши, мировна работничка. Благодариме што одговорите на нашата покана да присуствувате на ова пресконференција на која што сме собрани да ги соопштиме резултатите од истражувањето што го направивме во училиштата во кои што работиме за меѓуетничките односи и насилството во училиштата. За повеќе за резултатите ќе соопшти нашата соработничка и училишен психолог Ана Копризова, а потоа ќе следат и другите говорници во однос на тема. Добар ден на сите. Како училишен психолог кој што долго години се занимава со проблематиката на насилство и соработник во Детската амбасада, бев поканета да оваа компаративна анализа ја искоментирам со резултати кои што се добиени. Значи, се работи за една компаративна анализа на 3 истражувања кои што се реализирани во период од 9 години. Првото е во 2011, второто е 2012 и третото е 2019 година, за да се изанализираат ефектите од програмата Мировно образование, која што се спроведува во рамки на Детската амбасада Меѓаши, а со поддршка на Урве Устров од Германија. Она што можам да го кажам е дека во однос на концептот на истражување се работи за истражување кое што е прилично богато, односно можеме да анализираме различен тип на податоци. Најпрви во однос на примерокот, значи примерокот опфаќа и ученици и наставници од средните училишта во Македонија. Во однос на социодемографската структура може да се забележи дека се опфатени сите етнички заедници во државата, вклучени се примерок ученици и наставници и од рурални и од урбани средини, училишта со хетероген и хомоген етнички состав и од сите видови на средно образование, значи вклучени се и ученици и наставници од гимназиите и од средното стручно образование. Вклучени се наставници кои што се од мрежата на Мировно образование програмата, меѓутоа и оние кои што не се со цел да се проучат, да се изанализираат ефектите од оваа програма која што 9 години веќе се реализира во средните училишта и да се видат ефектите и врз наставниците, бидејќи со нив се работи долгорочно, и ефектите кои што понатаму тие ги реализираат во рамки на своите училишта, меѓутоа и постојат значи активности кои што повеќе училишта меѓу себе ги реализираат и така натаму. Што може да се издвои значи од овие истражувања што еве јас некако ценам дека се значајни и сакам да ги искоментирам. Значи, од истражувањето може да се види дека училиштата се клучните институции и средини каде учениците од различни етнички заедници се среќаваат и комуницираат меѓу себе. И тоа е оно што може да ни даде една насока за тоа како и кој модел, која добра практика да се применува по насока на подобро запознавање на учениците од различни етнички заедници и во насока на комуницирање. Она што исто така е значајно, бидејќи темата е поврзана со насилството, најголем, значи, она што еве, да кажам, еден податок кој што мислам дека ќе е интересен за јавноста, е дека половина од испитаните ученици и наставници истакнуваат постоење на тензии и инциденти во училиштата со хетероген етнички состав
И ова е нешто што треба да ни укаже, што може да ни укаже дека мировното образование представува добра можност за зајакнување на капацитетите на наставниците, зголемување на сензитивноста за темата насилство, запознавање со различни модели за справување со насилството, а преку спроведување на овие активности и практична работа на оваа тема, со што на некој начин овој податок можеме да работиме, може да се работи во училиштата на негово надминување. Меѓутоа, она што, за да не мислите дека е значајно врзано со етничкиот состав на учениците, значи ученици и од хомогени етнички средини пријавуваат постоење на тензии и инциденти во училиштата во 40% од случаите. Значи генерално можеме да заклучиме дека насилството е во висок процент застапено во училиштата. Не е значаен податокот колку се тие хетерогени или хомогени по етнички состав, меѓутоа она што е важно е дека тоа е сериозно висок процент и дека моделот што го нуди мировното образование е еден модел кој што дава ефекти, дава резултати на терен и тоа може да се види токму од ова истражување. Учениците и наставниците пријавуваат дури 22 различни видови на насилство во училиштето. Најзастапен облик во 88% од учениците го истакнуваат навредувањето и исмевањето. И ова е навистина висок процент, што укажува на постоење на општа клима на тензичност во училиштата, и може да се оди во насока на, значи, како прв чекор во насока на развивање на потешки облици на насилство. Потоа следува со 84% уништување на училишниот инвентар, што исто така може да укаже на тоа дека ние многу малку како општество, како школски модели нудиме и работиме со учениците начини на справување со емоциите, со лутината, со агресијата и ова се резултира со тоа што учениците не знаат поинаку како да се справат со лутината, па дури тоа го манифестираат и во уништување, во демолирање на тој училишен инвентар. Потоа следат тепачките со 82% и прилично, значи на четврто и на петто место е навредувањето на линија наставник-ученик и ученик-наставник. Значи овие се, да кажеме, најкарактеристичните форми, најзастапените форми на насилство, причините кои што се наведуваат се провокации, омраза, одмазда, љубомора и така натаму, што исто така оди во насока на ова дека можеби во иднина помалку треба образованието во себе да користи модели кои што се подпираат на факти, модели кои што се подпираат на меморирање, а многу повеќе да развива начини на справување на собствените емоции, на личниот развој и на самодовербата. Тоа се некои најкарактеристични податоци кои што ве повикувам да и подетално и го проанализирате истражувањето, бидејќи навистина се добиваат значајни податоци. Она што би резимирала е дека генерално резултатите покажуваат дека ни е потребна посериозна системска поддршка, многу работа со наставниците за развивање на нивните компетенции и тоа го покажува мировното образование, значи ефектот може да се види и она што
сите ученици го истакнаа, е зголемената вклученост на учениците во регулацијата и во практиките кои што се воведуваат во училиштето, односно ученичкото учество. Сега ќе ја повикам мојата колешка денес да се представи и да продолжи со представување на активностите. Ви благодарам. Добар ден на сите. Сега е добро. Добар ден на сите. Јас сум Валентина Штериовска, професор во гимназијата во Гостивар, во која програмата за мировно образование се реализира некаде од 2012 година. Зошто мировно образование и која е потребата од програмата за мировно образование и кои се придобивките од програмата за мировно образование? На почеток би сакала да кажам дека ние обично велиме дека училиштата се воспитно-образовни институции, меѓутоа моето мислење е дека таа воспитна компонента е видно занемарена. Училиштата главно се фокусирани на реализирање на наставните програми, а пак пораките што ги добиваме од учениците секојдневно е дека тие имаат потреба да им помогнеме во нивниот личен развој, како да станат и подобри личности, како утре да градат подобро општество и подобар вредносен систем од овој што го имаме денес, кој мора да признаеме дека ние во голема криза. Токму со програмата Мировно образование, учениците учат како да градат една попозитивна училишна клима, во која секоја индивидуа ќе биде среќна, прифатена и почитувана, учат да видат како да бидат подобри едни со други, да се грижат едни за други, да градат почовечки и похумани односи и да ги препознаат бројните видови неправди, дискриминации и насилства и да имаат активен став да се спротистават на нив. Од резултатите од истражувањата може да се види дека во училиштата за жал има многу насилство и многу малку се работи на превенција и справување со насилството. Ние веќе работиме долго време, сме препознатливи во средината од медиуми и од социјални мрежи и веќе се среќаваме со луѓе кои од нас секојдневно бараат поддршка, да им помогнеме во средините и во училиштата каде што учат нивните деца. Се случува да ме сретна родител и да ми каже: ве молам ако може да одржите една работилница за врсничко насилство кај мојата ќерка, бидејќи таа секој ден се соочува со навредување, понижување и игнорирање и веќе не сака да оди и во училиште. Во таквата ситуација обично ние во училиштата сакаме вината да ја префрлиме лесно на домашното воспитување. Меѓутоа, јас сум многу против тој став, бидејќи домашното воспитување е едно, а училиштата имаат друга улога и ние не можеме да негуваме училишта каде што постои насилство и ние тука само да бидеме посматрачи и ништо да не преземеме и за превенција и за справување со насилството. Затоа сметам дека мрежата на поддршка треба да се проширува и се повеќе училишта да се вклучуваат во програмата за мировно образование, бидејќи и самите наставници и ученици не се виновни, бидејќи тие не знаат. Че прво треба да и наставниците да поминат обуки, за да можат да им помогнат на учениците да го препознаат насилството, прво да се сензибилизираат за своето лично однесување, бидејќи често, скоро секогаш и не се свесни дека се дел од насилството, а потоа да имаат активен став да се спротистават на него. Јас сум многу благодарна на првата детска амбасада на Светот Медјаши, што ми овозможи да поминам многу обуки, да научам, за да можам на моето знаење и вештини да го пренесам на учениците. Со мировното образование ние се трудиме
да одгледуваме почовечни и похумани генерации, кои утре ќе градат почовечно и похумано општество, без насилство и вредносен систем многу подобар од овој денес, кој мора да признаеме дека е во голема криза. Сега, ако може колегата Джаки да продолжи. Јас сум Живко Викторовски, доаѓам од Девар, од гимназијата 28 ноември, професор по македонски јазик и литература и подолго време, значи, дел од Милјош и дел од мировното образование. И нашето училиште одводам е вклучено во овој проект. Колешката соопшти доволно информација, јас ќе зборувам лично за мене. Например, вклучувањето во мировното образование за мене е особено важно, затоа што прво што би спомнал многу нешта во моето надоградување си земав од таму. Мировното образование беше место, верувам ќе се служат и другите колеги, каде е покрај за образованието, за образовниот систем, значи се учат работи од сите сфери. Се учат нешта кои што всушност ни помагаат како најлесно да се снајдеме во општеството. И сметам дека токму темите од работилниците во мировното образование одиграа значајна улога за тоа каков професор например денес сум јас. Знаеме дека долг е патот, нели, или процесот во градење на секоја личност, тргнувајќи од дете кога сме, нели, од домот како прво средство за социализација, па преку училиштето каде што наставникот е еден од клучните фактори при градење на личноста, па и сите пропратни, би рекол, моменти од развојот на единката. И сега во таа насока, значи, сметам дека овој проект на Милјош е особено важен, пак ти повторам, бидејќи јас ќе зборувам лично за мене, после секоја средба, значи после секоја работилница, излегував инспириран и тоа многу мотивиран да внесувам нови нешта во новитети, значи во мојата работа. Средбите што ги имавме со колегите, значи споделувањата таму. Всушност, може би беа единствени места каде што имавме можност да си дадеме идеи, да се поддржиме, па и да се поплачеме некогаш. Благодарение на Милјош во секој случај, кој што постојано ни нудат поддршка и секогаш, значи, за секој проблем се тука. Друго што би напоменал, значи, и колешката Ана и Вале спомна односот на одредена група колеги. Ќе кажам зошто мировно образование, па ние не сме во војна. Верувате, има наставници кои што навистина кога одат на работа се чувствуваат како да се во војна. И без разлика дали е таа психолошка или каква и да е војна. Се среќаваме со тешкоти, меѓутоа, благодарение, пак ќе кажам, на овој проект, ние всушност на овие работилници кои што јас ги преименувам и во обуки, не обучија на некој начин како да пристапиме во навистина некои сериозни проблеми со кои што се соочуваме со средношколците, бидејќи навистина тоа е еден тежок период од развојот на секој човек, кој што треба да го ублажиме и да ги насочиме сите личности онака по вистинскиот пат. Уште еднаш благодарност до Милјош и до првите луѓе кои што секој се тука за нас и на секој повик, значи се јавуваат. Благодарам. Здраво и од мене, почитувани медиуми сите присутни, почитувани, јако ги немаме дека, но сметам дека ќе не следат нашите драги ученици, колеги и родители, а и целата аудиција наша. Чест и задоволство да сум меѓу ваква група на луѓе, меѓу вакви организации кои непрекорно
мисла и работат на се она што е човечки, на се она што значи добро живење, достоинствен живот и така натака, едноставно би рекол се што е природно. Зошто мировно образование? Мислам дека говореа сите колеги пред мене и нема потреба, јас ќе се обидам да не се повторувам. Зошто сум во ова и зошто ќе бидам се додека ќе може? Затоа што на вистина тука се наоѓам себе си и не само толку, туку го надминувам себе си. Ние сега мислам дека сме во бројка, една мрежа, сигурно со троцифрен број, а може би и четирицифрен број од сите училишта, од сите места, од сите градови на нашата држава. Така да, од ден на ден гледам дека тој број расте. Тој број или таа бројка или пак да речам таа мотивација за да тргнеме по ова ми значи многу. Мир сите знаем нешто. Спротивно на се она што е немир, а тоа го имаме. И не само наше зборување, туку покажуваат скоро едно декадно работење и истражување на сите детали на ова поднебе. Со надеж да ги надминеме сите тие нешта, се обидуваме. А тој обид не би бил успешен никогаш доколку не би ги имале организациите како што е Меѓаши, која од нејзиното формирање па до сега нон-стоп мисли и работи за достоинството на детето, а и на човекот воопшто. Ние сите сме луѓе кои сакаме да имаме едно општество, здраво општество, во кое општество би биле мирни, спокојни, со сите нешта што едноставно значи човечка љубов. Кога реков со мировното образование, со оваа програма се наоѓаме себе си, дури го надминуваме тоа, мислам на нашата свест, подигнување на нашата свест, а пред се, кога сме на позиција, кои не следат, а тоа се нашите млади генерации ученици. Се обидуваме и го правиме се она што е најдобро за нас, но и за сите и за целото општество, благодарејќи на многуте тренинзи и обуки од страна на експертите, како ние првин треба да бидеме, за да испаднеме пред други. Ако доволно тоа ниво го развиваме и го чувствуваме она како што е потребно, тогаш го надминуваме и излегуваме од себе си и ќе работиме веќе на поле кое е околу нас, односно со таа свест преминуваме на граѓанска активност, која е неопходно за секој граѓан, без разлика дури на возраст. Значи, правиме нешто што секој граѓанин, тоа што го чувствува, било за добро или за лошо, а посебно во лоши моменти, да го исправи, а тоа ќе го направи со самиот пример. Така да, сето тоа што ние се обидуваме да го научиме и да го презентираме, да рефлектираме како такви, го правиме на тој начин првин во самите класови со нашите ученици, па потоа со другите училишта, на разни активности и проекти. За мене лично, мировното образование е нешто што не треба само да мислиме и да ги правиме овие активности, кои секој од нас сигурно мисли и прави нешто. Време е веќе нашиот глас да се слушне и до секоја влада, не само наша, туку и надвор од нашата држава.
се во ова да го стават во рамки институционални, каде и учениците, и наставниците, и родителите, ама буквално секој граѓанин да го чувствува на таков начин да свати дека на крај на краиштата е и обligативно. Што можеме или пак што имаме досега направено? За мене мировното образование е кога јас лично, па моите ученици, па родителите, па секој околу нас би направил нешто, би учествувал во нешто за да промени на се она што не чини. Дали тоа е во училиште, дали е во дворот на училиштето, дали е тоа при одени и враќани од училиште, значи на самите автобуси, дали е тоа во средината каде живее. Имаме многу што да зборуваме, така да за 5 минути или за 50 минути не може се она што ние сме го направиле до сега за овие 9 години да го прикажеме на ова место. Се надевам дека бев разбирлив, па чекам, висина ова уште повеќе да се развива. Благодарам многу и фалим. Оно што мене посебно ми остави силен впечаток е... Може да искочите дел? Оно што мене ми остави силен впечаток во ова истражување е дека секој трети ученик анкетиран навел некоја форма на насилство, сайбербулинг, физичко, психичко, вербално, социјална булинг или исклучивост, што значи дека е во голем процес застапено насилството, меѓуврсничкото насилство во училиштето и дека мора многу да се работи со учениците и со професорите за превенција од сите форми на насилство. Покрај овие резултати од истражувањето, кои 5 се на високо место, како што се исмевање, навредување, тепачки, кршење инвентар, навредување ученик, професор, ученик, она што мене лично ме загрижува и треба да се вклучи алармот, е носење нож во училиште, каде што учениците навеле високи 41%, носење палки, кое исто така 23% навеле од учениците и носење оружје со 9%. Ова е загрижувачки и мора да се алармира и мора нешто да се превземе, да училиштето биде безбедно место на престој, бидејќи родителите го очекуваат тоа од училиштето и треба да училиштето им гарантира. Овие три форми, иако не се со голем процент, 41% не е малку, и 23%, наведуваат дека сепак кај учениците има страх и несигурност во училиштето, не се чувствуваат безбедни и атмосферата на безбедност во училиштата е нарушена. И треба да се работи нова сериозно во наредниот период. Значајен е податокот дека учениците од хомогените етнички средини пријавуваат постоење на тензија околу 40%, но охрабрува фактот што многу од нив директно се вклучуваат во превенција и заштита на детето кое е жртва. Треба да се работи на ова поле со професорите, да ги препознаат конфликтите и кога истите ќе се појават, да знаат како да ги трансформираат на ненасилен и мирен начин. Она што исто така значајно што Министерството за образование и наука ја препозна оваа програма како многу значајна во превенција на сите форми на насилство, учествуваат во нашите обуки тренинзи и со нив склучивме меморандум за соработка и ние голема поддршка нивното учество затоа што ја сватија, реализираат во пракса нашата реализација и намери во однос на оваа програма. Оние мерки кои мислам дека треба да се превземат преку програмата за мировно образование да придонесеме за намалување на насилството е да ги зајакнеме капацитетите кај професорите, не само професорите кои се вклучени директно во програмата во повеќе градови,
туку и професорите да бидат како пир едукатори кон други професори, за да може да ја прошириме мрежата на, би рекол, мировни просветни работници кои ќе помагаат во превенција и заштита на децата од сите видови на насилство. Секако образованието за нив треба да биде составен дел од двосметно образовниот процес и наставниците вклучени во програмата со своите мировни активности, креирајќи содржини каде што младите директно учествуваат во градење на култура за мир. Она што многу изненадува, согласно состојбата во Македонија, се прават многу екоактивности за заштита на животната средина и воздухот, многу маршеви, танц театри, форум театри и така натаму, кои директно влијаат на донесувачите на одлуки да се подобри состојбата со загадувањето на воздухот и животната средина. Драго ми е што веќе во Гостивар преку програмата иницијатива имаше да се стави мерна станица и таа е реализирана во Гостивар. Неколку професори кои се дел од советниците во општина Девар инициираат исто така воспоставување на мерна станица и се очекува и таму да се реализира исто така оваа активност. Толку од мене, благодарам и жал ми што една телевизија напушти и не го сними ова излага. Не е нешто спектакуларно, ама е важно. Посебно со носење на оружје, палки и ножеви. Благодарам. Ако имате прашања на нас петмината, ве молам, имаме повелите. Од овие училишта кои ги анализирате, на кое училиште може да се забележуваат овие проблеми кои ги споменате? Например, тензи, тепачки, носења. Значи, овие се збирни резултати и се однесуваат на сите училишта кои што се вклучени. Не е само на едно. Буквално од сите училишта над 88% изјавуваат дека, значи тоа е примерот од 400 ученици вкупно, изјавуваат дека чувствуваат тензи и напнатости во училиштата. И едно прашање, сега знаеме дека овие месеци се развиеше онлайн настава. Дали вие како организација превземавте некоја или имате некој проект направен во овој период на некој начин да се следи начинот како се одвиваше онлайн настава и дали имаш прекршување на деца? Бидејќи не сите имале алатка за да следат онлайн настава, дали вие како меѓаши имавте представки до вас или превземавте вие некоја активност за да ги спречите овие појави? Имавме ние реакција реакција од страна на родителите, а бидејќи наставниците се родители, дека има потреба да бидат со децата и дека премногу динамичен беше процесот на онлайн настава и дека треба да се распредели времето соодветно да можат наставниците кои се родители да бидат со своите деца во друг тајминг кој одговара на родителите. И таа реакција ја испративме исто така до јавноста. И професорите не поддржаат дека треба да се направи друг распоред околу онлайн наставата со наставниците и учениците. Се најавува исто така и од септември, така сметате вие дека има потреба за дополнителна подготовка од институциите за една таква настава? Дали досегашното искуство се докажа успешна или има потреба за дополнителни активности? Како школски психолог, и со колегите ми е, да кажам, на првата борбена линија. Она што е првиот впечаток е дека прилично стихино училиштата се снаоѓаат, да кажам, за да ги реализираат наставните планови и програми. Она што сега ни предстои, значи овој двомесечен период